Владата одлучи да се прави ревизија за тендерот за новиот клинички центар. За колку време треба да се направи таа ревизија? Кого ангажиравте? И дали веќе има уочено дека е нешто спорно? Значи, Министерството за здравство доби задача од владата да направи ревизија на целата документација околу клиничкиот центар и ние нормално ангажиравме наши експерти што се внатре вработени во Министерството за здравство, ги разгледа, ги ревидира скоро сите документи, тоа е куп од документи, околу 5-6 кутии со документи. Викнавме и надворешен експерт кој што ги разда и градежната документација и тоа го рефериравме во минатиот состанок на владата, односно во вторник, кажавме се како е и што е. Генерално има недостатоци, меѓутоа има и работи кои што се правилни. Истиот ден, вторникот, беа и од Централна Европска банка, кои што се кредитодавачи на Министерството. И со нив анализиравме модалитети дали може истиот клинички центар да се релоцира, да се направи на друго место, бидејќи да се земе кредит 90 милиони евра, кои што ќе го плаќаме сите ние, и на крај повторно ќе имаме потреба за нов клинички центар после 5 до 10 години, бидејќи оваа зграда што се гради не е клинички центар. Е само интерни клиники, инаку хирургија се останува. Така. Гинекологија се останува, кардиологија со кардиохирургија останува, онкологија останува. Практично ние градиме нова зграда на интерни клиники кои што кошта 90 милиони. Значи нашиот став како влада и како Министерство за здравство ќе зборам, повеќе би сакале да вложиме уште нешто, наши пари, еднаш за следните 40-50 години да направиме асолин клинички центар некаде во периферија, која што ќе биде подостапна за пациентите, која што ќе има добар паркинг простор, која што ќе нуди услови, меѓутоа ќе бидат комплетно сите клиники на исто место. Да не биде решение кое за неколку години ќе дадеме пари и пак ќе бараме друго решение. Имате ли предлог за каде би тоа? Ние имаме неколку предлози, меѓутоа и со банката зборевме што можеме да направиме. Една од опциите е евентуално, ако се прекине, има огромни трошоци што се направени до сега, за да се земе тој кредит, процес кој што траел 7-8 години. И сега, ако се прекине комплетно тоа, може повторно плаќаме одредени казни, кои што пак ќе бидеме заштитени, нема да бидат многу големи. Ги разгледуваме сите најдобри опции. Дали можеме нешто да се редуцира таа сума, да се направи помала зграда, нешто која што ќе биде повеќе лаборатории како диагностички центар и да се оди да се бара нова локација, да се земе нов кредит и да се изгради нов клинички центар, кој што повторно ви велам ќе трае неколку години. Не може да се изгради 1, 2, 3 години, бидејќи се бараат нормално физибилити студии, студии кои што ќе докажат дека просторот е адекватен и така натаму, така да за сега градбата на интерни клиники, не на клинички центар, нема врска клинички центар, тоа беше, значи, од претходниот министер и претходната влада беше миење на мозок, не се работи за клинички центар. Повеќето клиники се остануваат како што се, само се гради еден нов дел на клинички центар. Значи се разгледува можноста да не се раскине овој договор, за да не се плаќаат пенали, а да се изгради. Да, или да биде редуцирана сумата, да не биде 90 милиони, да бидеме помала сума, за да не плаќаме пенали нешто, да бидат сите страни, да речам некако, да се премине ова, што помалку штети да има врз државата. Тоа ни е цел. Дали овој договор ќе биде достапен на јавноста? И стариот и новиот договор? Ја не можам да кажам сигурно, да ги прашам службите во правна служба, дали може тоа да биде достапно. Ако може да биде достапно, зошто не? Ако е јавно да биде зошто договорот објавен. Само треба да ги прашам службите и потоа ќе ви јавим на сите медии. Само не ми кажавте околу која локација сте. Па има повеќе локации кои ги разгледуваме, немаме конкретно место да речеме фиксно ќе биде тука, меѓутоа да биде некаде во опиколницата кај што е од Скопје, за да се поврзаат, да биде што подостапна за сите градови. Знаете, клинички центар дава услуги најкомпетентни во цела Македонија за 20-30% од вкупните медицински услуги што се даваат и нормално сите градови кога тргнуваат за Скопје би било сходно и добро да бидат што подостапни и поблиски, да не влегуваат низ градот. Оти повеќе време се троши низ градот, него да се влезе во самата болница. Докаде се смените на директорите на болниците и на клинички, затоа што малку поспоро одат сите овие промени и малку се создава тензија. И дали директорите ќе се бираат според квалитет, ќе останат ли некои од старите? Вие најавивте на почеток дека ќе останат некои од старите. Значи, процесот е во тек,
ги скенираме ситуацијата како е на повеќето клиники, па и во другите болници, добиваме информации и преку отворените телефонски линии горе и долу имаме одредени информации за одредени раководители, одредени доктори, така да ја скенираме ситуацијата. Веќе се сменети 20 директори и ќе продолжиме во тек на оваа недела и следната недела и следните неколку недели полека за септември да биде комплетно целиот тим на ново раководство на клинички центар, па и другите болници. Пред се, критериум ќе биде професионалност. Значи да биде човек кој што е професионалец, кој што е авторитет во клиниката кај што води и кој што може највише со своите идеи и визии да помага во развојот на одредена клиника. Јас ќе бидам успешен министер само ако има успешни директори на клиниките, па и на другите болници. Така да ќе инсистирам горе-долу во изборот на директорите да влијае и самиот став, односно колегите кои што работат во клиниките. Овој период од денеска почнавме со една клиника, следните неколку дена ќе ги посетиме на утринско кафе неколку клиники низ клинички центар, па и неколку болници, се со цел да добиеме одредени информации. Ја нема ден кога после работа не поминувам низ клиниките, спонтано седнувам, разговарам со пациентите, со колегите, со сестрите, со другиот медицински персонал. Скоро секој ден поминувам 3-4 клиники. И горе-долу имам одредени информации кај е добро, кај треба да се смени. Не велам дека 100% мора да се сменат сите директори. Значи ќе останат некои? Може би некои ќе останат, не верувам сигурно. Меѓутоа повеќето мислам дека директори што се актуелно не се избрани со ретки исклучоци, не се избрани по професионалност и по авторитет, туку се избрани бидејќи и припаѓаат на одредена политичка партија, за жал. А со економските директори тоа ќе биде брзо? Веќе се работи. Економските директори не можеме да ги смениме без да се смени законот смени, да се надополни и промени законот за здравствена заштита. Тој закон веќе се работи и го работат, значи, коморите, сите комори, лекарска, фармацевтска, стоматолошка, работи синдикатот на клинички центар, кој што е представник од докторската фела. Од здруженијата имаме представници, од медицински факултети имаме представници. Така да сите што се дел од тој закон ќе бидат вклучени во подготовка на законот и со тоа ќе биде предвидено и директорите да се повлечат, значи да постои само еден директор кој што не мора да биде лекар. Апсолутно. Било кој, меѓутоа еден е доста, мислам. Ќе се правили ревизија како ќе се решат долговите на клиниките. Да. Зашто некои од нив стварно тонат во долгови. Да, повеќето клиники тонат во долгови, точно е. Ќе треба да се види и се ревидира зошто тонат и како е возможно одредени клиники да немаат воопшто долгови и други да имаат огромни долгови. Тоа ќе биде заедничка работа со новиот директор на Фондот за здравство, кој што ќе треба да седне со еден тим од економисти од Министерството за здравство, да видат дали е причина што редовно даваме мал буџет на одредена клиника, која што нема многу врски со директорот на фондот и со министерот, дали е тоа проблем на генерирање на долгови или е неспособноста на директорот. Треба да се направи. Од одредени клиники имаат многу повеќе пари, бидејќи фондот им давал по одредени врски или по одредени релации што ги имале одредени директори со директорите и министерот. Пред неколку години на нив им беа простени сите долгови, значи почнаа од нула и потоа нагомилаа пак повторно нови долгови. Точно, и сега ќе видиме што можеме ние како министерство да направиме, ако може евентуално нешто во долговите, или да им се даде дополнителен буџет, или да се компензира во следните 3-4 години со зголемување на буџетот, се со цел да се покрие тоа што е долг. Меѓутоа, многу е битно менаџерските способности на директорите, преков професионалност, авторитет, меѓутоа, пред се ќе биде битно и менаџерските способности на тој што ќе ги води клиниките. Најдовте ли некакви нерегуларности на работењето на претходниот тим? Ги спомнавте хонорарите, високите хонорари овдека во Министерството, малце по-конкретно околу тоа? Постојат, јас сум ги кажал и пред јавноста, значи постојат одредени злоупотреби кои што ќе бидат достапни во одреден момент. Освен имиња, нормално нема да можеме да ги кажуваме. Зошто да не се кажат имиња? Тоа се дел од договорите кои се подпишани и не може да се пријават имињата. Одредени суми на пари се земали и од странски инвеститори кои инвестирале во Македонија, така да ние ќе бидеме транспарентни. Се што ќе најдеме ќе бидете благовремени известени, бидејќи јавноста заслужува да знае како за Тодоров, така и за Армен Таравари утре. Значи, што ми ја почнуваме
оваа работа на транспарентност, очекуваме утре и на нас некој да ги покаже повелите што правел овој министер. Така да тоа нека остане како традиција за секој ден што ќе доаѓа на оваа позиција. Некои други неправилности, нешто уочивте во... Зборувам за тимот за тука. За 3-4 недели немам друго нешто да речам, меѓутоа постојат одредени работи кои што ќе кажеме во тек на наредните денови, посебно во избор на клиниките, посебно во инвестициите, кои што се уште немам сигурни докази, штом ќе имам, тогаш ќе спомнам. Добро, уште едно прашање кое што ми се наметна инцидентно. Со политичка одлука, претходниот министер донесе одлука Центарот за цистична фиброза да се премести од детска клиника во клиниката во Козле. Да. И тука сега има и некои инсинуации со тоа здружение. Пациентите, возрастните пациенти не можат заедно со бебињата да се лекуваат таму, постојат други некои нерегуларности и неправилности. Верувам дека сте биле со здруженијето. Да. Сте разговарали ли со докторите кои што ја кренаа таа наука, да кажам, тој дел им помогнаа на пациентите, а сега ќе останат со празни раце? Се видов со сите страни. Така? Со директорот на Козле, со директорот на педиатрија, со доктор Фуштич што ги работи на клиника, со докторката што работи во Козле, со пациентите, со сите страни има недоразбирање. Одредени пациенти сакаат да си отидат во Козле да се лекуваат, центарот е поадекватен, други бараат да останат на клиника. Сме во процес на решавање на проблемот за да сите страни бидат задоволни. Тако некое компромисно решение да најдеме. Не можеме сите пациенти да им речеме мора да бидете тука. На крајот на краиштата и конкуренцијата е добра работа. Некои ќе си останат на педиатрија, други ќе си останат во центарот во Козле кој што бараат. Повеќето од тие што јас комуницирав бараат да одат во новиот центар кој што е изведен во Козле. Ќе видиме. Еден дел па може пациентите и да се движат, ако не се задоволни од еден центар, може да одат во другата која што функционира веќе повеќе години и ја води многу компетентно една професорка која што работи со таа патологија, така да ќе им дадеме на пациентите нека функционираат двете центри, нека изберат кај ќе одат. Меѓутоа не смеа да има тензии кој кај ќе биде. Значи ние како пациенти смееме да избираме и добро е кога имаме избор. Лошо е кога нема избор. Ви благодарам.